Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Знам дека ме немаше подолго време, но што да кажам. И кај мене се случува тоа што се случува во цел свет, а тоа е криза. Така што во изминатиот период бев принуден да работам двојно повеќе од што работев вообичаено, за да се биде во тек со поскапувањата, со инфлацијата и со многу други работи. Се надевам дека во периодот што е пред нас тоа ќе се подобри во смисол на тоа дека ќе има повеќе видеа на овој канал. Изминатиот викенд разговарав со Дарко Симуновски, овој пат јас гостував на неговиот канал и со негова дозвола ќе ви го пуштам видеото што го направивме за неговиот канал и кое што веќе е онлайн на неговиот канал. Додека за се она што ќе се случува на каналот Татунчо, ние ќе се видиме наскоро, еве се навршуваат скоро 2 години од почетокот на работата, веќе 588 претплатници, се надевам дека наскоро ќе бидат 600, така што ве охрабрувам да кликнете на копчето subscribe, што значи бесплатна претплата на видеата на овој канал. Кликнете го звончето за да добивате нотификации, затоа што како што гледате не е редовно објавувањето на видеата и слободно можете да ставите лайк или дислайк и секаков вид на коментар во рамките нормално на пристојноста и разумниот диалог. Така што овој пат ќе ве оставам само на видеото во кое што разговарав со Дарко, додека деновиве повторно во една подкаст верзија, дали сам или со соговорник, за тоа ќе видиме. Доправа ќе разговараме за тоа што е актуелно, кои се истражувањата на кои што работам и како ќе се движат некои работи во иднината. За сега ве оставам со видеото превземено од каналот Токен Падок Македонија. Чао! Здраво на сите! Добре дојдовте во Токен Падок Македонија. За прв пат ние сега на Токен Падок Македонија решив да направиме еден подкаст, еден разговор со добро познатиот Владко Татунчо. Ќе навлеземе малку на сегашните случувања. Сакаме да зборуваме за можните идни случувања и се што нас како луѓе може да не обсегне и може да ни го смени животот. И сакавме малку да подискутираме на неколку теми и тие теми ќе бидат секако за овие нови случувања како што се дигиталниот идентитет, како што е дигитална валута на Централна банка, исто така социјален кредит систем, нешто што е доста познато и веќе се спроведува од 2016 година во Кина. И секако да видиме што би можеле ние да извлечиме од криптовалутите како една децентрализираност покрај ова централистичко уредување во цел свет. Владко, добре дојде во Токен Падок и мило ми е што си тука. Како си, дали си добар? Благодарам, Дарко, добро те најдов, одличен сум и благодарам за оваа прва прилика во која што јас ќе гостувам некаде и малку пошироко ќе зборуваме за теми кои што сум ги опфаќал во некои мои видеа на каналот Татунчо, но еве овде можеме да поразговараме малце во еден слободен разговор за некои работи од поблиското, подалечното минато, кои што денеска само можеби кулминираат во својот развој. Апсолутно, се согласувам. Значи, за публиката уште еднаш да им појасниме, значи ова е еден подкаст, разговор со Владко, каде што ќе дискутираме на овие потточки што ги спомнав и исто така колку што можеме и колку што знаеме да им појасниме и да им помогнеме на луѓето да дојдат до правата информација, да ги насочиме, да ја најдат таа вистинска информација за да бидат сигурни и да знаат што се случува во светот и зошто овие работи се случуваат. Ја би сакал да почнеме, Владко. Знаеш, денес се случува едни интересни работи. Видовме ние пред неколку години, значи времето лета, очигледно,
од 2020 светот потполно се смени. Или како што овие глобалистите милуваат да кажат, ресетирање на светот. Ние видовме едно ресетирање со ова така наречена COVID пандемија, реперкусии и тоа што се случува врз основа на тоа, таа COVID пандемија, ние ги гледаме тие последици и ги трпиме. Односно, ние, обичните луѓе, граѓаните. Елитите не се засегнати од ова. Сега, кога ги гледаме сите овие работи, на многу луѓе имаат прашање. Зошто ова се случува? Како е можно тоа цел свет така наеднаш да се смени и да се ресетира буквално? И јас би сакал, Владко, пошто знам дека ти доста навлагаш во тие теми и знам дека имаш доста познавање и се надевам дека ќе можеме да им малку да им пообјасниме на луѓето, да ја разглобиме ова тема и да влезиме подетално и дури да се навратиме можеби во историјата, затоа што сигурно ова не дошло така преку ноќ, мора да има некоја позадина и некој почеток. Владко, како се случи, како дојдовме ние во оваа ситуација после заклучување на COVID кризата и сега ова што се случува со инфлација и сега стагнирање на општеството, гледаме големи протести на фармерите. Владко, зошто ова се случува? Кој е одговорен за ова? Океј, значи, Дарко, во врска со прашањето, јас ќе кажам една работа. Ние луѓето имаме еден животен век кој што е од прилика 80 на години, 80. Тие што живеат подолго можеби ќе стигнат до 100. Како што пишува во Библијата, нашиот животен век може да оди максимум 150 години. Но, со оглед на тоа каков начин на живот живееме ние обичните луѓе, значи првите 25 до 30 години мораме да се посветиме на учење, наредните 35 до 40 на работа и на крајот, кога тие две работи, значи знаење и искуство се на врвот, тогаш од прилика завршува нашиот живот и многу пати сме заробени во таа рамка и многу пати игнорантно гледаме на настаните или можеби мислиме дека секој ден настан што се случува случајно или како последица на редица случајности, а ретко кој, јас сум еден од ретките кои што согледувајќи одредени работи, мислам дека секој еден настан е добро испланиран. Сега, ги спомна последните настани од последните неколку години, јас велам вака, дури она што моментално се случува, најактуелно е војната во Украина, тој настан е планиран многу од поодамна и за тој настан да се случи има еден општ консензус. Тоа што ние мислиме дека има спротивставени страни кои што нешто се расправаат е впечатокот кој што треба ние да го имаме, додека има општ консензус дека тоа така треба да биде. Што значи има некој што е планер. Сега, за да видиме како има луѓе кои што се планери, кои што се ослободени од оваа временска рамка на нашиот човечки живот, ќе ми дозволиш накратко да почнем од малце подалеку. Значи, ние имаме еден систем кој што се базира на повеќе работи и тој систем својот почеток го има во она што значи официјален почеток на историјата како што ни е представена на нас, значи пред некои си 7000 години и тоа почнува во древен Сумер. Значи предходно пред сумерската цивилизација ние учиме дека во преисторијата човекот живеел во она што се нарекува неолит или ново камено доба. Сега после тоа ново камено доба одеднаш имаме сумерската цивилизација која што буквално како да паднала од небо. Зошто? Затоа што во неа има се. Има политички систем, економски систем, војска, уредување, архитектура, религија и така натаму и така се. Значи, го нема она тврдење дека нешто еволутивно се развива. Значи, како да некој дошол и ја нацртал со молив на хартија таа цивилизација, од која што подоцна потекнуваат сите цивилизации. Институција која што ги обединува сите институции кои што разединето ги познаваме ние денеска е институцијата на храмот. Тоа не е храм во она смисла во кој што се нашите цркви, џамии, синагоги или било што, туку тоа е еден унифицирачки момент кој што ги унифицира сите работи кои што денеска ги познаваме како политички систем, економско-финансиски систем, религија,
образовни институции, медиуми, наука и така натам и така натам. И сега сите овие кои што ги набројав, така како што се конципирани, таму се конципирани за да бидат добро средство за оној кој што влада. И така да почнеме, например, со политичкиот систем. Политичкиот систем, особено оној што го имаме денеска, демократија, е направен така да ние имаме впечаток дека гласајќи избираме некого и тоа е наша власт, а не е така, затоа што е направен буквално на оној пазарниот систем каде што политичарите морат да се додворат, односно на одредени центри на моќ, особено тие центри на моќ се финансиско-економски. Извини, Владко, сакав само овде да те прашам, значи да појасниме малку на луѓето. Значи фактички луѓето треба да сватат и кога ќе се враќаме, како што кажуваш ти од историјата, фактички тие им е ставена илузија дека имаат избор, а уствари тие немаат избор. Тоа е исто како да речеме Партизан Звезда, така нешто му иде, нели? Так, или Реал Барса, да го цитирам Черчил. Черчил има кажано дека ако со избори може да се промени било што, одамна ќе беа забранети. Така што ние живееме во илузијата дека живееме во некаква демократија, односно и демократијата веќе живееме во едно постдемократско општество. Тоа се концепти за кои што веќе отворено се зборува во оние think tank групи како што се, нели, Светски економски форум, кај што се зборува за постиндустријско и постдемократско време, а за тоа ќе дојдеме малце покасно. Значи, политичкиот систем така како што го знаеме денес, кај во минатото секогаш бил направен да служи на одредена елита, додека самите политичари, тоа го имаме обработувано и во видео, се обични администратори, обични службеници во тој систем. Економско-финансискиот систем е највампирскиот систем кој што постои, затоа што е направен едноставно за цицање на енергијата која што ја создава целото човештво преку работа, преку творење и истовремено, значи, енергијата од нас, ресурсите од планетата, преку овој вампирски систем кој што на крајот на ова ќе го разглоба малку повеќе, се исцрпува од нас. Религијата е систем кој што исто потекнува од ова древна цивилизација на Сумер, кој што е направена да биде антибог. Сите религии. Значи, тоа се... Извини, само сакав да те прашам, извини што те прекинав. Објасни ми кој период е тој сумерскиот, малку на сите да им стане појас. За кој период? Како што кажам, од прилика 5000 години пред нашата ера, значи пред 7000 години. Така. Го спомнав тоа на почетокот. Значи, се оно што познаваме во онаа цивилизацијска смисла потекло од таму. Значи, се оно што го имат, како што напоменав до сега, образованието, да речеме писменоста, првата писменост, најстарата писменост, оно клинестото писмо потекнува од таму, значи најстарата книга на светот, тоа е епот за Гилгамеш, е напишана на клинесто писмо и потекнува од таа култура. И сега, значи, наредно во ова што го зборувам, тука е измислен образовниот систем. Ама образовниот систем не е нешто кое што нас треба да не научи да бидеме подобри луѓе, да не научи да бидеме повозвишени суштества од тоа што се раѓаме, туку е направен да не научи на одредени вештини преку кои ние ќе бидеме корисни за системот. За почеток, јас и ти многу често зборуваме на тема финансии, на тема пари, дури и на економски факултет не се зборува за пари, туку се зборува за стекнување на вештини кои што подоцна на системот ќе му обезбедуваат пари, односно ќе му обезбедуваат нашата енергија, а преку нашата енергија и ресурсите на планетата. Потоа ги имаме медиумите. Медиумите сега се во електронска форма најчесто, порано има печатени медиуми. Значи, медиумите се нешто кој што постојат, преку кој што се пренесувале пораките. Например, и самиот финансиски систем своевремено ги опфаќал медиумите. Например, на монетите во римско време, секогаш кога ќе се појавил нов император, стоел ликот на новиот император. Нели го имаме и во Евангелието, тоа она што е на Цезар, дајте му го на Цезар, како добро упатство дека даноците мора да бидат платени. На крајот ќе спомнам и науката која што не затрупува со одредени догми кои што ние како обични луѓе многу тешко можеме да ги провериме и затоа мораме да веруваме. Па дури се заплеткува во одредени работи кои што уште се на ниво на теорија, како што се теорија на релативитет и теорија на еволуција,
додека доказите и за едната и за другата теорија се уште ги нема во научниот свет, а како што гледаме, ако отворите Discovery Channel или National Geographic, ќе видите дека се земаат здраво за готово како научни факти кои што не се. Значи, ова е направено од страна на елитата. Елитата која што потекнува од оно што значи Елохим или Ел. Елохим е зборот за Бог спомнат во Библијата, но нема никаква врска со Бог, туку е нешто друго. Тоа е множинска именка која означува суштество, дојдени од друго место, суштества кои што имаат различна генетика, се слични на нас, но имаат различна генетика. Таа генетика им овозможува да живеат илјадници години, ако не и десетици илјади години, и преку нивното владење на оваа земја подоцна го имаат пренесено тоа на нивни наследници и тие наследници на нивни наследници. Сега, зошто нема елита која што живее илјадници години, односно, каде се доказите за ова? Два битни документи. Едниот се вика Сумерска листа на кралеви и се чува во Британскиот музеј, другата се нарекува Торинска листа на кралеви и се наоѓа во Египетскиот музеј во Торино, значи, кој што ги покажува истите овие податоци. Значи, на Сумерската листа на кралеви, која што е исклесана во камен, се првите владетели кои што владеат таму, владеат по 28.000, односно одредени владеат 36.000 години. Што значи, кога вие собирате години на владење на одредени владетели, не се преклопуваат како што се годините на живот на, да речеме, таткото со синот, со внукот и така натаму, туку се спојуваат така што кога ќе се спојат сите овие години од владење на сите овие владетели, кои што прогресивно годините се намалуваат, ќе добиеме една сума од 200.000 години. 200.000 години кои што науката, за кој што кажам дека е лажна наука, односно догматска наука, не учи дека 200.000 години е целокупниот период на кој што постои човештвото на планетата Земја, додека според овој документ само 200.000 можеби е она за кое што имаме доказ како запишана историја, додека науката, археологијата ово го прифаќа како митологија. Меинстрим, да, додека ама го прифаќа делумно како митологија до делот на големиот потоп, кој што тука се спомнуваат. Големиот потоп, значи владетелите овде се почнуваат да имаат години на владење вообичаени за денешно време, значи 10, 15, 20, 2, 3, зависно од тоа и како. Значи, она што во нивната рамка е прифатливо, од тука почнуваат да го прифаќаат. Значи, тоа во митологијата се тие така наречени, условно кажано, богови, подоцна доаѓаат полубогови и на крајот доаѓаат синови на боговите, и во самата Библија тоа е исто опишано, исто како и во книгата на Енох. Тоа е направено така што си имаат мешано со човечката раса. А самата човечка раса, односно ние, тоа го имаме обработувано во последното мое видео на каналот Татунчо, е вештачки креиран. Односно е направено со генетски инженеринг. Затоа потврда наоѓаме во Библијата и затоа потврда наоѓаме во Атрахазис, исто, нели, сумеро-вавилонски еп кој што ги опфаќа овие работи, буквално ги објаснува и процедурите и начините како со генетска трансформација се направени луѓето и луѓето се направени со една единствена намера да служат како работна сила. Зошто е тоа така? Замислете дека доаѓате од некоја далечна планета, нема да дојдете вие со целата планета, туку ќе дојдете со еден брод, колку и да е голем тој, но него ќе има ограничени ресурси. Што значи, се друго што правите, ќе го правите со ресурсите што се на земјата. И затоа пред 7000 години, кога е воспоставен овој систем, се почнало со, односно, не се пред 7000 години направени луѓето, но кога се дојдени, кога се направени луѓето пред 200.000 години, се почнало со тој постепен развој на човечката цивилизација, затоа што морало да се почне од основите, значи да се почне да се користат првен рудиментираните ресурси, како што се дрво, камен, подоцна металургија, јаглен и се така натаму, за да денеска стигнеме до на фина технологија каква што е електроника, информатика, сателити и се останато. И сега, кога сме тука веќе, а сме 7 милиарди,
на тој систем кој што претходно можеби му требало многу човечка работна рака за да се одржува, за да биде функционален. Сега кога сите тие начини се достапни преку супер развиена технологија, информатика, вештачка интелигенција, роботика, 7 до 8 милиарди луѓе стануваат премногу. Ама не дека се премногу за ресурсите на земјата, туку се премногу за системот како што е воспоставен. А каков е тој систем? Тоа е финансиско-економски систем кој што се нарекува систем на раст. Што значи? За да има развој, мора секоја година да се произведе повеќе и да се конзумира повеќе. Тоа значи многу повеќе експлоатација на ресурсите и тоа значи многу повеќе отпад, односно ѓубре, затрупување на планетата. Сега, бидејќи тие кои што го имаат направено овој систем, се свесни дека треба да има некаква промена, сакаат таа промена да направат повторно во сопствена корист, а на наша штета. Таа промена ќе биде од економија на раст во економија на ресурси. И повторно тие ресурси се 4. По 4 елементи, значи ресурсот земја, кој што очигледно е одамна запоседнат, ресурсот вода, кој што наголемо или се загадува или оно што останува чисто е откупено, запоседнато од големите корпорации. Есенцијално е за живот, а сепак упорно се уништува. Елементот оган, односно тоа се енергетските ресурси, можеби најпрво е запоседно, значи дали е тоа нафта, дали е тоа газ, да. И така натаму и на крајот останува елементот воздух, кој што итекако се запоседнува, а тоа е пред се прави сега со овие климатски промени и со прогласувањето на CO2 како најштетен елемент. И сега се создаваат тие последна информација дека се создаваат технологии за намалување на CO2 во атмосферата, а главен купувач на тој CO2 кој што ќе се одзема од атмосферата, погодете кој е, тоа се корпорациите на нашиот чичко Бил Гейтс од Microsoft, кој што тој штетен CO2 ќе го откупува и ќе го користи за не знам што, а само за оние кои што мислат дека CO2 е навистина штетен газ, ние на планетата Земја имаме живот благодарение на оној процес кој што се нарекува фотосинтеза, а фотосинтеза се одвива благодарение на CO2, каде што елементот и јаглерод се задржува, од него се прави органска материја заедно со вода и со други елементи, дека кислородот се пушта во атмосферата за дишење. Што значи секој што мисли обратно не познава елементарна хемија од осмо одделение. Сега, реков дека најмногу ќе се задржам на финансискиот систем, ќе гледам да бидам брз за да не одземам многу време. Значи финансискиот систем од секогаш бил базиран на пари. Парите, за разлика од валутите, се нешто кое што имаат трајна вредност во себе. Зошто? Затоа што биле направени најчесто од нешто што е траен магазин на вредност. Најчесто благородни метали, злато, сребро и така натаму. Подоцна. Владко, извини што те прекинав. Токму поради ова што го спомна. Многу е битно луѓето да разберат, многу луѓе се збунети. Не разбираат што е валута и што се пари. Јас лично вложувам во пари. Затоа јас вложувам во злато, во сребро, во биткоин, токму поради ова. А валути јас не чувам во банка. Поради ова што го кажа, затоа само сакав да се надоврзам. Така, валутите се средство за размена наметнато под декрет од владите. Значи тие се средство за размена, но во себе не содржат он интринзик value, значи нема трајна вредност, туку се наметнато средство за размена, само по себе безвредно. Или најубо кажано како алатка на централистите, подобро да го регулираат цело општество, нели? Така, да создаваат ништо, а за тоа ништо да добиваат се оно што ние го даваме. Значи пред се труд и ресурси. Значи, од каде почнува се во ова? Значи, во антиката го имаме тој традиционален систем на пари, кој што подоцна во време на крстоносните војни, витезите, темплари го искористуваат за да го создадат, да речеме, оно што се прапочетоците на банкарскиот систем. Односно, бидејќи ти имале разгранета шема, односно разгранета мрежа од замоци кои што биле добро оградени и чувани од воена сила кој што бил самиот ред на витезите темплари, ја возможиле таа можност за сите што одат во Ерусалим, во светата земја од Европа,
да депонираат вистински пари, злато, сребро во било кој од темпларските храмови, затоа добивале белешка. За таа белешка во било кој друг темпларски храм може да го разменат да го разменат за пари. Сега замислете, темпларите во тоа време функционирале, замислете да федералните резерви и НАТО се спојат во една иста институција. Толку било важно, затоа што биле војна сила, биле религиозна сила која што била наднационална, значи одговарала само на папата и имале многу финансиска моќ. Подоцна како ова се развива, значи тие нотите, банконотите, значи тие хартиени средства во кои што пишува дека е депонирано толку и толку пари, луѓето стануваат свесни дека можат самите тие да бидат средство за размена наместо да се оди директно во банката и да се вадат парите. Од друга страна, банкарите имаат согледано, значи сега не збориме само за темпларите, туку општо банкарите после тоа имаат согледано дека кога може да функционира така наместо со вистинските пари, туку со банкноти, кои што се доказ за поседување на пари, кој знае колку пари се има во банката, освен банкарите, само банкарите. Значи можноста да издадат повеќе такви белешки била во нивни раце и знаејќи ја можноста за ваква манипулација почнале да ја користат. Извини, најголема иронија што сега да идеме во банка, дури и тие харти ги немаат. Овие што ги викаме нели како пари, валутиве, дури и тоа немаат банките. Значи немаат повеќе од 10%. Да, и сето тоа е само еден балон, само една бројка што се впишува. Дигитализирано, значи буквално сето тоа постои како сметководствена евиденција во компјутер, не постои како банкнота. Значи нема повеќе од 10%, дури 10% е можеби многу голем процент на кеш во оптек. Мене ова ми наликува од тоа економија што имам читано како објаснување на понзи шема. Па да, значи традиционалните валути се понзи шема кој што никогаш не завршува. Ќе дојдеме до тоа. Сега банкарите кога го увиделе ова, сакале да одат и чекор понатаму. Сватиле дека со запоседнување на системот на издавање на валути можат таа моќ да ја централизираат и да ја зголемат уште повеќе. И тоа се случува во 17-тиот век во време на кралот Вилјам трети од Оранж. Тој е англиски крал, кој што како и секој крал, како и секој политичар бил екстравагантен во своите трошења, дали за војни кампањи, дали за друго. И буквално Англија и покрај тоа што била колонијална сила, пола свет било под нејзино влијание, Англија се соочува со банкрот. На напомош му доаѓаат нормално банкарите и му велат вака: ние предлагаме во твое име да собереме 1.200.000 фунти, со тоа што вие ќе ни дадете кралски декрет со кој што на тие 1.200.000 фунти ние ќе издадеме уште толку. Со тоа што пола ќе ви ги дадеме вам, пола ќе ги задржиме ние. Значи тоа е ветување дека ќе се соберат толку, а тие однапред одлучиле дека ќе имаат толку. Што значи 1.200.000 фунти по автоматизам изгубиле пола од својата вредност затоа што врз нив се испечатиле и уште толку. Значи, ова е основата на која што се формира првата централна банка, односно банката на Англија, пред се благодарение на, го имав запишено, кој беше Вилјам Петерсон. Значи, тоа е англиски економист кој што е заслужен за формирање на оваа прва банка. Со формирањето на Соединетите Американски држави, значи, татковците на таа нација биле многу просветлени луѓе и доаѓале од англиското колонијално робство, значи по прогласувањето на независноста на Соединетите Американски држави, во уставот го ставаат тоа да нема централна банка, за да се оневозможи контролата која што претходно над самите Соединети Американски држави ја имала централната, односно банката на Англија. Сето тоа траело до почетокот на 20-тиот век, каде што буквално група банкари заговорнички тајно се договараат да влијаат на политичкиот естаблишмент, и тука доаѓаме до тоа колку политичарите не се во служба на народот, тука на некој друг, и
на 23 декември 1913 година во Конгресот, кога поголем дел од конгресмените што биле против биле веќе дома за Божик, се гласа тој Federal Reserve Act, со кој што се донесува одлуката да биде формирана Американската централна банка, која што денеска ние познаваме под името Федерални резерви. Да. Значи, Само извини, сакав да појасниме, значи за сите. Значи фактички дури во тој момент пред да се случи, мислам 1904 кога се случи тоа со Федералната банка, нели? 13 така. Пред да се случи тоа, значи пак на некој начин и покрај тоа што на ваков систем работа банки, пак имало некоја децентрализирано, затоа што имало банка од одредена средина, да речеме земја, да речеме, пошто се нели федерални земји таму на САД, така имало некоја децентрализираност, но меѓутоа и тоа им пречело на овие глобалистиве, централистиве и апсолутно нели тоа го носат после. Најголемите банкарски семејства кои што нормално водат потекло од Англија и имаат повеќето имаат чудно одредена, значи се поврзани со еврејското банкарско лоби, без тука да имаме било каков проблем со евреите, нели? Кои што ја формираат ги формираат федералните резерви, кои што со подписот на американскиот председател од тоа време Вудро Вилсон станува реалност која што трае до ден денеска. Тоа на светско ниво се проширува кога во 1944 година го имаме дискутирано ние на некој наш интервју, се формира Бретон Вудс системот, каде што од национална валута доларот станува светска валута. Односно сите прифаќаат, сите земји прифаќаат дека после Втората светска војна доларот ќе биде користен како резервна валута на сите во сите меѓународни тргови, додека доларот ќе биде гарантиран од злато и ќе биде заменуван $35 за една унца злато. Сега, тоа е систем кој што релативно добро функционира се до оние 60 години кога американците во студената војна почнале да трошат претерано, и немале доволно златна не можеле да го покријат со злато, нели? Да, значи имале вселенска програма, енормно значи трошење за војните во Виетнам, во Кореја и така натаму, и почнале да тајно да печатат повеќе долари од што има резерви. Ова интуитивно го препознава еден голем политичар од тоа време, тој е генералот Де Гол, кој што прв почнува да бара повлекување на златни резерви, што предизвикува да 71 година на 15 август председателот Ричард Никсон го укине тој златен стандард и 51 година после тоа тој златен стандард е укинат и доларот станува фиат валута како и сите други и непречено се печати, така што $35 за унца одамна е невозможно. Значи неколку илјади долари, сега не знам точно, не го знам точниот сооднос, но одамна го има изгубено тоа. И значи фактички тоа можува да светската економија од тогаш натаму расте како балон, ама тој балон значи се дуе внатре има само празна фактички да појасниме за луѓето, значи уште еднаш да појасниме со ова што го кажа, дека сите пари, што ги викаат пари условно, валути, без разлика во цел свет, се од ништо. Од ништо креирани, без никакво покритие, едноставно само централистите да имаат контрола и овој балон, нели, сега што се случува, нели, со ваѓање повеќе принтање пари во електронско, без разлика пуштање на повеќе пари од тоа што, нели, се произведува, без никаква поврзаност, без никаква корелација и се случува едни вакви ситуации како инфлација што ние го плаќаме, нели? Многу едноставно, значи чашава што ја имам сега во рака е тоа што се валутите денес. А она што ни е корисно нам е водата, затоа што имаме потреба од вода. Чашата е само средство во кое што се содржи водата. А ние имаме многу повеќе чаши, а вода се помалку и помалку, затоа што ако јас имам 2 чаши, и сакам да имам вода и во двете чаши, ќе треба да ја поделам оваа вода. Ако имам 3 чаши повеќе, тоа е вака пластично кажано инфлацијата. И сега доаѓаме до тоа да економијата која што ќе се случува утре и која што веќе е испланирана, ќе се случува во утре која што ќе го видиме ние во наредниве 8 до 10 години е економија на ресурси. Значи, финансискиот систем ќе крахира
и од финансиски систем на долг, кој што се базира на долг, а долгот постојано расте секаде, секој некаде се задолжува, тоа ќе се распадне и ќе се премине на систем на кредит. Значи ќе се распредели кредитот на не знам веќе каков начин, кредит и ќе си има одредена сума на пари која што ќе биде соодветна на ресурсите потребни и произведени. Секогаш ќе има некоја, значи, некој минорен сооднос, значи ќе треба да произведуваме повеќе, ќе ни се дава кредит за помалку, за да секогаш нешто ни недостасува и така натаму, додека елитите кои што претходно ги споменав, кои што кажав од каде потекнуваат, односно овие се нивните човечки наследници, таа сина крв, која што колку и да делува во еден републикански систем како Америка, гледаме дека ни се повторуваат некои имиња, ни се повторува Кенеди, ни се повторува Бушови, ни се повторуваат Клинтонови, ни се повторуваат и буквално со ништо не се разликуваат од оние благороднички семејства кои што ги има во Европа, а кои што претходно кажав, нели доаѓаат од Сумер, Вавилон, преку Рим во модерна Европа и кои што денеска можеби заради тоа што веќе Европа и Америка не се така добро место за правење економија, ќе се поместат и ќе отидат во Кина, Сингапур, Индија, каде што им одговара, затоа што за нив бел човек, црн човек, жолт човек, за нив не се прави разлика затоа што сите сме исти. Значи, тоа е отприлика мојот вовед за тоа зошто доаѓаме во оваа состојба во која што доаѓаме. Сега имаат супер развиена технологија од која што ние користиме само трошки. Таа супер развиена технологија овозможува да тоа искористување на сите ресурси на земјата биде многу побавно, многу по-раскошно за мал број на луѓе и оние кои што треба да бидат од страна, кои што треба да ја обскрбуваат таа нивна машинерија на вештачка интелигенција, на роботика и на слично, треба да бидат, како што велат, таа златна милиарда, не повеќе од милион. И затоа сега ни се случуваат природни и општествени катастрофи кои што ние мислиме дека случајно се случуваат, а не е така. Значи, ни во минатото, ни во средниот век, кога имали големи временски па и здравствени проблеми, како што била црната чума од 13 век и слични болести, или Јустинијановата чума од 6 век, ништо тоа не било случајно, туку било намерно диригирано и водено за да се случи тоа. Пример, Рим во 5 век немало да падне како империја ако не се случиле ваквите, значи, редица на болести и климатски непогодности, каде што Рим и покрај сета своја мок останал без фактичка мок што е човечката сила. И затоа многу мислат дека варварите продреле во Рим и го разрушиле во Рим. Не, тие биле викнати затоа што Рим, како и денеска развиените држави немаат популација, па викаат имиграција за да работи. Така, мислам дека бев многу долг, се извинувам за тоа, ама историскиот дел мислам дека бараше најмногу, тоа е моето мислење. Значи сега сакав ово да појасниме. Дали ова е некоја лоза што се тера илјаници години, лоза на луѓе, според некои проценки тоа се викаат дека се стотина фамилии можеби денеска. Дали се тие истите луѓе, тие лози што контролираат светот во позадина, во сенка? Да, многумина ги нарекуваат црно благородништво, black nobility или како што велат србите црно племство. И не се далеко од вистината, со тоа што тоа се сепак фамилии на луѓе кои што имаат крв од овие суштества кои што ние ги познаваме под името богови. Значи тоа не се богови. Тоа се сепак смртни луѓе, како што гледаме во случајот, ама како што гледате се поприлично различни од нас. Во своите 90 години се уште живеат активно и творат. Например, кралицата има 95 години, Кисинџер има исто оди кон 100 години. Сите живеат, значи нема американски председател, освен ако не е убиен или во атентат кој што нема доживеано од длабока старост. Џими Картер, мислам дека има околу 100 години се уште жив. Значи, гледаме дека, а ние обичните луѓе веќе на 50 години пола од телото ни е полно со некакви хронични болести, со некакви проблеми и сваќаме дека има нешто што... Сепак тоа е, мислам дека дефинитивно тоа е од цела оваа конструкција што оние градат уназад
и они не трујат. Значи преку исхраната не трујат, преку пиење, исхрана, начинот, лајфстајлот на живот, преку воздухот и сето тоа во комбинација нормално ни го кратат животот, затоа што сепак реално зборниме тие елити не одат во маркети каде што ние пазариме. За нив има посебна храна, органска, нели? Така, и сега ќе ти кажем еден многу интересен факт. Имаме три главни производи кои што у суштина не треба да ги јадеме, а тие се главни на трите континенти кои што отприлика се поврзани со овие големи цивилизации. Во Евразија главен, па и Северна Африка, нели, главен производ за исхрана кој е? Житото, лебното жито. Во Америка главен производ за исхрана е компирот, во Африка главен производ за исхрана е бананата. Бананата е дури толку... Во Азија оризот. Во Азија оризот. Да го тргнеме оризот настрана, пред се лебот е главен. Бананата веламе толку чуден производ што дури нема ни семки. А сепак го има. Да. Е сега, самиот компир не е плод, туку е подземно стебло, значи на чуден начин направено. Житото, исто како нас луѓето, го има север-југ, значи единствен земјоделски производ кој што можеш да го најдеш и во Африка, на многу топло, можеш да го најдеш и во Сибир, на многу ладно. И во Канада или не знам каде. Значи е направен да обстојува на секакви клими и да биде главен производ за исхрана, а истовремено да биде супер нездрав. Мојот родител, мојот татко работеше како фурнаџија цел живот и имаше расипани заби, уништени слузокожи на устата, на носот, на ушите, значи редица проблеми од изложеноста на лебното брашно, што значи тоа е еден многу достапен извор на храна и многу нездрав. Што значи ако сакаме да живееме здраво, изворите на храна треба да други, не треба да бидат базирани на леб, на компир или на банани. Тоа ми е поентата, што значи тоа е спремено за нас и гледате, имаме масовно производство на сите овие три прехранбени производи. Додека тие, како што кажати, си имаат и друга диета и не случајно, значи во христијанската молитва има лебот наш насушен, додека евреите имаат кошер исхрана. Ако малце погледнеме кошер исхраната, ќе видиме дека таму се знае што треба да се јаде, како треба да се јаде, малце поздраво од традиционалната исхрана што имаме ние. Да, апсолутно. Така, мислам, ова е тема која што не исцрпна, ако почнеме да ја обработуваме, со тоа што мојот став е дека овие светски планери, да, овие луѓе што ги гледаме околу нас, значи дали се тоа Ротшилди, дали тоа се кралските семејства или било што се луѓе. Значи секој оној кој што го знаеме и му го знаеме името по име и по презиме е некаков администратор. Има некаква администраторска функција, но не е тој кој што владее во светот. Се вели дека има човек кој што кога ќе влезе во собата, а во истата соба се наоѓа англиската кралица, таа мора да стане заради почит. Исто како што има нели во центарот на Лондон, ова заборавив да го кажам, во центарот на Лондон се наоѓа еден округ кој што се нарекува City of London, и тоа е територија на која што ако сака кралицата да влезе таму, кралицата која што може да патува низ целиот свет без пасош, за таму треба виза за кралицата. Треба специјална дозвола, нели? Што значи колку е мокна таа институција. И луѓето што се главни таму ги знаеме по име и по презиме, не ги знаеме. Значи штом некому му го знаеме името, значи дое сите играч. Например, таков човек кој што многу ги разбуричка духовите во последниве неколку години, Клаус Шваб. Штом го знаеме Клаус Шваб, не е многу битен. Воопшто не е битен. Например, Светскиот економски форум има јавни седници на YouTube, можеме да видиме што се зборува таму. Што значи тоа што го слушаме таму, некаде на некои тајни седници, на некои тајни организации зборувано пред 50 години, например. 100 години. Да појасниме овие што ги гледаме, значи како Бил Гейтс, како Шваб што презентира со Светски економски форум, Елон Маск и сите тие се фактички актери, главните актери во режијата, што режијата нели не ја гледаме, ние кога гледаме филм ги гледаме актерите, нели, а не режисерот не го гледаме, нели? Така. Тие се пешадија, значи во една битка тие се пешадират. Артилеријата, односно артилеријата не ја гледаме. Авиацијата не ја гледаме и се само пешадија.
И нас пешадијата треба да биде тука за да ни го одзема вниманието. А политичарите па се уште и полошо од пешадијата. Тие им ги носат торбите на пешадинците. Тие се уште полоши. Така што јас сакам да кажам дека треба секогаш да гледаме малце повеќе во иднината и да го замислиме светот за 10, 15, 20 години, ама не за да замислиме колку лошо ќе биде, туку првин треба да почнеме со тоа да се освестуваме дека има планери. И дека тие планери се што планираат не е во наша корист. Апсолутно. Ако се согласиме околу тоа, кога ќе видиме дека и ќе почнеме да се поврзуваме како свестени суштества, како во песната, ние сме оние we are the 95%. Епа тие 95%, кога би биле, не знам, 15% од тие 95% освестени, тоа е веќе сериозна и бројка која што не може да се занемари. Апсолутно. Еве сега, можеби луѓето имаат видено, пошто имаме сега ситуација каде што ни секаде на светот имаме големи масовни протести од различни причини и сакав да спомнам овај од Шри-Ланка, пошто Шри-Ланка има тотален колапс, државата е банкротирана, луѓето немаат никакви ресурси, се имускратено, но меѓутоа натурално кога гледаш Шри-Ланка е многу богата и плюс едно од најбитните пристаништа каде што врват тие рути на бродови со секакви стоки, нели? Да. И сега, нели иронијата која ќе видиме или Јужна Америка која ќе погледнеме, најголемата иронија исто така мора да спомниме беше во не Колумбија, ова речија Венецуела, точно. Венецуела има најголеми резерви на нафта, а иронијата е што тие имаат банкрот. Нели е тоа иронија? И луѓето не се запрашуваат зошто е тоа така. Значи дефинитивно и Турција е во слична состојба. Да. Нели сега, значи фактички кога ќе видиш тоа по логика, нели кога ќе знаеш дека тие имаат ресурси, дека нели треба да бидат богати, така логички гледано, треба да бидат богати, ама не се богати затоа што фактички овие централни планери така ги сетираат работите да сегде нешто фали, нели? Па да, иако таму каде што најмногу фали, конкретно е во Западна Европа, во Германија, во Италија, Франција нема да стане тука затоа што има многу нуклеарки и енергетски се уште стабилно, но Франција, Германија и Италија се де факто на колапс, ама сета таа состојба се одржува така вештачки и што е најинтересно, медиумите упорно трубат дека сега на есен со затварањето на гасот од Русија нема да има никаков проблем. Газ нема никогаш да фали, проблемот е што ќе се плаќа по 10 пати повисока цена. Сами ќе направиме да ни фали. Да. Баш на ова да сакав да се надоврза, прочитав, пошто ги следам овие нели вестите на секаде во светот. Прочитав во Германија веќе не се сеќам точно за кој кантон спомнуваше збор. Они им кажале уште сега дека ќе ги остават до 16 степени дома сега зимава поради нели да се штеди газ. А од друга страна тие као божем санкционираат Русија, а уствари де факто и де јуре санкционирани се луѓето во ЕУ, нели? Ние сме тие што трпиме ова, а они тврдат дека наводно Путин ќе го санкционирале. Не, па тоа е луѓе кои што не разбираат основата на економијата. Тоа е дека таа економија која што порано беше заснована на глобална размена, значи слободна трговија и нормално кога некој има дури да има извори на газ и нафта, ако може да го увезе тоа, по поевтина цена ќе го увезе. А да не зборуваме за тие што го немаат, се неминовно зависни од увоз. Ниедна држава моментално нема создадено затворен систем, може би само Кина, но и Кина не е до толку затворен. Затворен систем, само доволен систем во кој што од игла до локомотива преку секаков тип на енергенси се може да се произведе и да се обезбеди дома. Сега, кога имаш ваков систем, а истовремено се форсира некакво затворање, некакви силни контроли, некакви ембарга, некакви ограничувања, тоа како да сакате да додете на Олимпијада, ама пред додете на Олимпијада по 100 удари по коските на нозете, да си ударате, затоа што така предвидуваат правилата. Па тогаш правилата предвидуваат дека вие нема да трчате на Олимпијада. Може би ќе бидете во болници ќе гледате Олимпијада. Значи, она што го спомнав и претходно, значи економија на ресурси, ќе се разбие таа глобална економија и намерно со тоа да се разбие,
од причина што мислам дека сакаат да се штедат ресурсите и ќе има два типа на луѓе. Во градовите. Градовите ќе станат дигитални затвори, затоа што во градот се доаѓа од надвор. Концентрациони логори ќе бидат градовите, дефинитивно. Така, додека луѓето што ќе живеат надвор од градовите ќе бидат релативно послободни. Исто како што зборува претходно, значи постоела цивилизацијата која што почнала од Сумер, Вавилон, преку Египет, Рим и така натаму, и гледаме дека се копирала секаде. Значи многу било таа Рим каде што и да одел, копирал Рим. Без разлика, локалната култура морала да биде уништена и ставена во заборав. Од друга страна имаме некои автохтони заедници кои што го немале тој концепт на повторување, значи на уништување на различниот, и тоа се обично тие автохтони заедници. Например, таква автохтона заедница на Балканот постоела, се вика винчанска култура и е многу постара од ова што го зборувам Сумер, но веројатно настрадале од истите тие и оние кои што сакаат малце, да речеме, на полесен начин да го гледаат ова, нека си го прегледаат повторно филмот Конан Варваринот. Таму е обработена оваа тема, дека тоа е цивилизација која што од металот што го обработувала, правела рудија и работела земјата, значи создавала една хумана заедница, и додека доаѓаат некои племиња од далечниот исток кои што биле воинствени и кои што сето тоа кој што го имало таму сакале да го зграбат за себе и да го искористат за воени и освојувачки цели. Значи нивната жет за крв и нивниот начин на убивање бил невиден, бил чуден. Значи овие не можеле да се бранат затоа што им бил чуден тук тој начин на освојување, и сега тој начин на освојување го гледаме и ден денеска. Значи само мал пример, мала дегресија, кога почна војната во Украина, луѓето, не знам, по некоја фудбалска логика се поделија на тимови, руски или украински. Јас велам, луѓе, почнете од основниот факт дека таму умираат луѓе и од едната и од другата страна, а сите војни, на секој умрен војник имаме најмалку 3 умрени цивили. Што значи, што интересно најдовте да набивате тука? Значи, прва работа за жал, значи тоа е она што правевме премалку муавет сите овие случувања во светот. Нема случајност. Се е однапред испланирано. И ова што се прави, ова луѓето мора да разберат дека ова е само едно шоу, една представа каде што луѓето ќе гледаат и едноставно би рекле, еве така народски, ќе навиваат, кој што рече ти Украина или Русија, без разлика за кај да се случува. Утре може би се поизвестно е војната Кина во Тајван. И тоа е реалност, може и та да се случи, без разлика кај да е. Значи сите овие работи се конструирани од една централа, популарно исто така наречени се кабала. Дефинитивно луѓе насекаде во светот, јас контактирам со доста луѓе, знам дека и ти имаш доста контакти насекаде во цел свет, и сите споделуваат таа идеја и односно видоа луѓето со тек на време, поготово со ова ресетирање сега на светот од ковидов па натака, луѓето лека по лека веќе се освестуваат, Владко, и нив тоа им пречи. Нив им треба луѓето да бидат заспани и да бидат само конзументи и само да бидат послушници. И затоа сега одат тие со помош на технологијата да ги тотално да ги стават во буквална тотална контрола, дури и во мозокот контрола. Само една мала поправка, Дарко, за да не испадне дека и ние одиме во истиот правец на неупатени луѓе, значи не станува збор за кабала. Кабала е една древна еврејска мистична дисциплина која што нема врска со себе што збориме ние. Англискиот збор за ова што ни треба е кабал. Кабал. Се пишува со Ц и означува тајно здружение, тајна организација, група на луѓе кои што заговорнички сакаат да оствари одредена цел. Значи, секој кој што го интересира може да се го побара во како дефиниција на речник. Кабал значи без а на крајот, дека кабала е нешто друго. Баш во оваа дигитализација што ја спомна ти и значи оние паметни градови кои што ќе бидат, нели рековме, дигитални затвори, кажи ми колку, еве сега мислам дека овој дел го познаваш подобро ти, колку е важен дигиталниот идентитет за контролирањето на секој поединец и како тоа се планира да се изведе? Да, види, знаеш како, Владко, ние сега дискутиравме, нели, и знаеме и историски кога ќе гледаме,
факт е дека значи има еден центар на моќ и тој центар на моќ има влијание во други центри на моќ, односно се преточува во одредена територија, дали тоа е држава, покрајина, што и да е, и таму има некој си владетел, но тој владетел е нели под капа на овие погоре. И секаде е на иста цел е, а таа цел е тотално контрола. Сега, во минатово ние имавме многу примери каде што можеме да го видиме тоа, дека има тотална контрола, но не баш тотална контрола. Сега, технологијата, ја многу пати имам речено, технологијата е неутрална сама по себе, значи како технологија да речеме, како сега ние што имаме, нели, користиме технологија за овој разговор, пошто ние сме на различни страни од светот, ти си Италија, јас сум Шпанија и така натака. Туку мојавето ми е сега ова технологија, пошто е во рацете на овие централисти, проблемот е што ова технологија сега ќе биде злоупотребена против нас, обичните луѓе. И секој пат, кога ќе се вратиме назад, секогаш кога излагаат некој вид такви на технологии, секогаш се презентира и се рекламира позитивното, убавото и така натака. И пошто луѓето се така на тој начин истренирани, би рекол, да бидат конзументи, и луѓето многу лесно си ги прифаќаат тие работи без да се запрашат за негативните последици, нели? Пошто кога види, една работа треба сите да разбереме. Природата, Вселената е децентрализирана. Мозокот, клетките, сите во нашето тело се децентрализирани. А ако ние можеме сега, пример, јас го мрдам раката, иде од нели информација ко мозокот и назад за да добиеме рефлекс, но меѓутоа сепак сето тоа е децентрализирано и функционира децентрализирано, и природата функционира така, се функционира така. Но зошто ние доаѓаме до страдање, зошто доаѓаме до овие ситуации покрај тоа што нашата земја се дала? Ние доаѓаме до таква ситуација затоа што ние живееме извештачено, ненормално, односно централизирано. И кога имаме една таква централа моќ, нормално е дека тоа ќе биде злоупотребено. И тоа се случува. Сега, за ова технологијата ти што ми спомна, сега има една Digital ID. Digital ID, ќе оставиме линк за сите овие работи, пошто да знаат луѓето дека не зборуваме ништо овде на памет, ќе оставиме за доста работи линкови за овие теми што изборуваме, конкретно за Digital ID. Сега сакав баш од тука ќе почнат овие работи кај што треба да се случи ова големото ресетирање, што го рекламира Шваб и компанијата негова, нели? Сега ова ресетирање ќе биде невозможно без технологија. И сега тие имаат сите ресурси, цела технологија за да го направат ова ресетирање. Со овие назад, нели, што ги имаме историски податоци на кој начин го прават тоа. Со Digital ID што се случува? Ќе им се рекламира сега на луѓето. Веќе во Европа и во други земји веќе имаат Digital ID. Јас, пошто бев во Европа, предпоставувам и тебе, веќе им се нуди на луѓето Digital ID. И им се кажува следното. Вие со тој Digital ID, тоа ќе биде значи во телефон, фактички вашите податоци, да им се појасни малку на луѓето, и со тоа фактички, тоа ќе ти биде пасош, тоа ќе ти биде лична карта, медицинско досие, школство, дипломи, што и да е, работата твоја, сите твои податоци во едното Digital ID ќе стои. И сега на луѓето им се рекламира као, боже, па ти нема се замараш сега да идеш за ова, па за она, не треба да трчкаш за секакви работи, нели секакви документи, и сето тоа ќе биде прекрасно едноставно. Но луѓето мора сите да разберат. Проблемот е што тоа е централизирано. Јас вчера пишував на вебсајтов Токен Падок за најголемата хак во историјата на човештвото. Скоро 1 билион кинези се хакирани точно поради ова причина. Затоа што безбедност не може да има во централа. Централата може само да наметне своја волја или перцепција на светот врз на останатите луѓе. Тоа може централата да направи. Сега, проблемот со овој Digital ID што е? Јас им сугерирам на сите луѓе колку што можат да не го прифаќаат тоа.
затоа што Digital ID ги зема сите биометриски податоци од секој индивидуа. За биометрика да појасниме, биометрика значи се што е оттисок од нашето тело, зеницата, нашата структура на лице, прстите, сите тие биометрики да бидат ставена во една папка дигитална, каде што ќе биде контролира во една централа, а сите луѓе индивидуално ќе го имат тоа на својот телефон. Тоа може да се види дека тоа функционира од 2016 година во Кина. Сега, најинтересното што е ова во цела една работа. Кога се носат едни вакви регулативи, и сега со тек на време Digital ID ќе биде самоволно, ако сакаш, се уште е така. Зборувам за нашиот дел овде Европа. После тоа ќе биде да мора да имаш Digital ID, затоа што без Digital ID веќе од официјалниот сајт кај што се следи Digital ID, веќе на луѓе им се забранува на одредени места да одат затоа што нема Digital ID. Јас бев сведок во Шпанија и во Канарски острови овде, каде што треба скен на лице за да платите леп во Lidl. Значи, сега, зошто тоа се прави? Тоа е едноставно зошто? Затоа што они сакаат тотална контрола. И тој Digital ID, јас пишував и пред месец и пол во Токен Падок, трите столба на дистопијска иднина. Digital ID, дигитална валута на Централна банка и социјален кредит. Нели, систем, социјален кредит систем што се прави. Со овие три алатки, со помош на технологијата, централистите буквално ќе ги направат тотално, буквално, повторувам, робови, сите луѓе. Луѓето не ќе можат да имаат своја волја. Сега, овај Digital ID ќе биде поврзан исто со волетот, односно со новчаникот дигитален на телефон, кај секој еден човек, со таа CBDC, односно дигитална валута на Централна банка. Сега, кога ги имаат тие сите податоци, денес треба да се разбере, најбитно, најголем, најбитен ресурс е податоци, data. Тоа е најбитното сега. И затоа тие ова го прават, затоа што со кога ги имаат сите податоци, они може да контролираат и држави, и било какви лица, дури и некој што сака да се спротистави ако дојде на власт, пример, има такви некои дисиденти, пример, во Бразил, и сега они, кога ги имаат сите тие податоци, тие многу лесно после ќе можат секого да контролира, нели? Значи, тоа сакавме да појасниме за Digital ID. Сега, пошто ова е врзано со CBDC, раскажи ми малку, што знаеш ти за CBDC, што можеме да им појасниме на луѓево, дали е тоа добро, лошо, зошто е лошо ако е лошо или зошто е добро ако е добро? Што мислиш ти, Владко, на оваа тема? Така, значи, повторно, во цела ова работа ги имаме истите дежурните фаци кои што буквално како да знаат се и се вклучени се, така што, нели, за дигитален идентитет компанијата која што се занимава со тоа е еден здружен труд на Бил и Мелинда Гейтс фондацијата заедно со Рокфелер фондацијата, значи кои што велам дежурните виновници кои што не се повторуваат постојано. Да. И во тој правец одат и дигиталните валути на централните банки, кои што многу луѓе не ги поистоветуваат со ова што го имаме сега дигитален кеш, односно каде што поголемиот дел од традиционални валути се веќе во дигитална форма, каде што ги плаќаме со картички и така натаму. Не е иста работа. Првин, кога ќе се прогласи на тоа дека, како што реков, ќе се прогласи дека претходниот финансиско-економски систем е ништовен, се почнува од нула и ќе се прогласи нов финансиски систем каде што веројатно ќе имаме 5-6, зависно од тоа каква ќе биде степенот на централизација валути во светот, и сектор кој што парадоксално најмногу ќе настрада тука ќе биде банкарскиот сектор, затоа што ќе нема потреба од комерцијални банки. Сега, една централна банка, која што е Централна банка на Европа или Федерални резерви, за да пушти во оптек валути, секогаш мора да го направи тоа преку комерцијалните банки. Со дигиталните валути тоа ќе го нема, што значи комерцијалните банки и оној систем на фракционарно банкарство, каде што дополнително го разводнуваа системот преку
издавање на дополнителна валута во форма на кредит централните, односно комерцијалните банки нема да постои и затоа ќе го нема моментот на губење на вредност како што сега го имаше, нели, со тој систем. И инфлацијата парадоксално ќе нема во дигиталните валути затоа што колку ќе се издадат, толку ќе се користат. Она што е важно за CBDC, односно за дигиталните валути на централни банки е дека тоа ќе имаат редица карактеристики, меѓу кои најглавната карактеристика според мене е тоа дека ќе можат да бидат програмабилни, значи ќе можат да се програмираат. Како? Имате билет за автобус. Билетот за автобус, ако не го искористите денес и ако не го искористите во толку саатот, сте го платиле и тој веќе не важи. Значи, ќе може да биде програмиран рокот на траење. Ќе може да биде програмирано она што може да се купи или не може да се купи. Например, имате дизел возило и со него се движите. Да. По сегашните цени од, да речеме, 2 евра за литар, кој што е премногу, ќе ви речат, вие можете да купите 50 литри. Кој што со некој просечно дизел возило, да речеме дека се 1000 километри. Ако сакате да купите литар повеќе од тие 50 литри кои што системот ги предвидел за вас како индивидуа, нема да биде 2 евра, ќе биде 5 евра. И ќе биде 5 евра од 50 до, да речеме, 70 литри. Ако сакате да купите повеќе од 70, нема да биде 5, ќе биде 15. И така натаму, и така натаму. Ако сакате да ги заштедите, не, ќе имат рок на траење, да речеме 3 месеци. После 3 месеци, тоа што сте го заработиле во, сега сме јули, во август, септември, во октомври ќе ви истече како вредност, што значи не можете да го заштедите. Ќе морате по секоја цена да го трошите. Да. И така натаму, и така натаму. И сега, ова е неминовно поврзано со еден друг феномен кој што се вика универзален приход. И сите овие работи помалку или повеќе како малечки експериментчиња кои што ние не ги забележуваме се појавуваат. Преска го спомна дигиталниот идентитет. Се сеќаваш кога излегува биометриските пасоши, тогаш чудно некако и визната либерализација. Вика, со старите пасоши, ако ви се важички, мора да извадите виза. Со новите пасоши сте либерализирани. Кога се појави дигиталните возачки, исто, мора да ги смените. Зошто? Одеднаш старите станаа неважички. Значи, тоа е опасноста од овие работи, затоа што ќе имате само една централа и таа централа нема да биде во Скопје, нема да биде во Белград, нема да биде, ќе биде во Франкфурт веројатно за Европа. Тоа е Централната банка, Европска централна банка, ќе биде во Вашингтон за Америка или ќе биде некаде на друго место, затоа што многу веројатно доларот како долар нема да постои, ќе има многумина велат, јас за тоа немам се уште видено доволно податоци за да го тврдам истото, многумина велат дека веќе судбината на доларот е определена и дека за скоро време ќе настапи универзалната американска валута Амеро, која што ќе биде важички во Канада и во Мексико и во цела Јужна Америка, значи ќе биде една за секаде. И идејата е таква. На тоа се надоврзуваат нашите муабети за крипто и многу пати многу луѓе мислат дека криптовалута и дигитална валута е една иста работа, ама нели јас и ти ќе го ставиме тоа за накрај. Значи моето гледање на овие дигитални валути, односно на дигиталните валути на централните банки е тоа. Морам да кажам дека го направи благодарение на следењето на каналот на Джеймс Корберт. Оние кои што не го знаат нека го побараат, мислам дека е избришан од YouTube, може да го побараат на BitTouch, на Rumble, на алтернативни мрежи, затоа што човекот е многу по-отворен и многу по-радикален во некои ставови кои што ја кажуваме ние. И значи мојот прозорец кон разбирањето на CBDC беше значи каналот на овој човек. Велам, кој сака да го побара, има значи една огромна ризница на знаење. Тој човек, значи американец кој што живее во Јапонија и е се само нетипичен американец затоа што страшно начитан. Значи, како што рековме, ново што има дигиталниот идентитет, овие сега CBDC, на тоа се надоврзува социјалниот кредит и затоа мислам дека кој живее се уште во Македонија, тоа е многу абстрактно, многу тешко да се живее, но веќе во Европа станува реалност и во Шпања
во другите земји во кои што си живеел го имаш искусено. Јас во Италија, значи, повели кажи како тоа од твој аспект почнува да функционира или ќе функционира, па јас ќе се надоврзам на тоа затоа што имам лични увиди, значи директно искуство како ќе функционира се ова. Да, сакав само исто така малку да се надоврза на CBDC, малку сакам да им појаснам на луѓето за нашата публика тука во Македонија. Ова што кажавме со рок на траење, такви работи е многу апстрактно звучи. Но меѓутоа, ќе им оставиме ние линк од Европска централна банка, ќе им оставиме линк од Федерални резерви банка во Америка, тие имаат свој white paper. Ќе им оставиме исто така линк од BIC, ова што е нели ова International Settlement Bank, ова што е во Швајцарија. Во Швајцарија, да. Значи, они имаат white paper, јас тоа истражување за CBDC правам веќе скоро 2 години. До сега не го спомнав во тука да речем за нашата јавност во Македонија, затоа што дури денеска е апстрактно, но меѓутоа европското ново дигитално евро, односно овој токен ние што правиме, тоа ќе биде токен на волетот, на дигитален волет со сиви овие рестрикции. Луѓето ќе бидат рестриктирани на што да трошат, кај да трошат, колку да трошат, местото на трошење и нормално рок на траење. Колку и да звучи лудо, тоа може да го проверат, да го видат се овие официјални потоци што изборуваме со Владко овде. Сега, сакав ова да им кажам. Веќе официјално председателот и Федералната банка во Америка, они кажа дека почнуваат со нивниот долар, што ќе биде, значи, како токен, ова што правиме УЕБ CBDC, односно дигитална валута на Централна банка, тие ќе го издадат во февруари, официјално, ќе го пуштат. Сега, ова е многу битно, исто така, во Европа, Европска унија, ова евро, така наречено ново дигитално евро, тој токен, ќе биде пуштен во ноември в година. Што значи ова? Тоа значи дека сите наши луѓе од Македонија, кои да се, што се во странство, во Европа, Америка, Австралија, Канада, кај да се, ова се случува со 90% централни банки во светот, тоа сакав да појаснам. Сега, држави како Македонија, јас мислам дека денарот за неколку години нема да постои. Македонија, ако влезе во ЕУ, јас лично не сакам да влеземе во ЕУ, можам и за тоа да дискутирам зошто не сакам во ЕУ Македонија да оди. Ако одиме ние таму, ние ќе бидеме само уште една провинција на Европа, како што било, пошто историјата се повторува, ние сме биле и провинција на Римското царство, фактички сега можеби да бидеме само провинција на овие централисти и глобалисти што базата им е во Европа. Сега, ние немаме никаков бенефит во ЕУ, освен што ќе бидеме поробени и обезличени како народ, како се. Немаме никаков бенефит. Ова што ќе се случи со CBDC, дигитални валути на Централни банки, затоа ние со Владко ова го дискутираме и ова разговор на вистина луѓе, верувајте, е многу сериозно и стварно ве молам, прочитајте, одвојте малку време, согледајте ги, работите се случува многу брзо, ќе излези нештото преку ноќ, ќе почна да го рекламира некој месец пред да излезе официјално како нешто прекрасно, но луѓето ќе влезат во една замка каде што буквално ќе бидат, буквално повторувам, ќе бидат поробени. Сега, како што реков... Социјален кредит. Да. Прво, Digital ID, CBDC и социјален кредит. Овој феномен почна во Кина. И сега на англиски е Social Credit System Score. Значи, социјален кредитен систем на македонски би било. Сега што е тоа? Тоа е на вашиот телефон, каде што се спроведува. Иначе да малку да прецизирам. Во Кина почна, но меѓутоа моментално имаме отприлика 20 на земји во светот, каде што активно на цела територија на земјата веќе се е воспоставено. Што значи ова? Со еден збор, ова значи дека секој еден поединец, секој индивидуалец, групација, било кој што се наоѓа под
во таа држава одредена што веќе го има имплементирано, а како што тргна сите ќе го имплементираат, сите го најавуваат тоа, овие се официјални работи што ги зборуваме со Владко тука, и тие што сака да постигнат тоа? Тотална контрола. Сега, имавме ситуација и кај тебе во Рим, во Италија, Владко, каде што веќе им се даде пробно, исто така и во Верона, чинам дека беше, им се даде пробно овој кредит социјален систем. И сега што значи тоа? Тоа значи дека, ако условно вие сте добар граѓанин, но меѓутоа добар граѓанин е според параметрите на таа централна власт што се наоѓа. Зависи што значи за нив. Во Кина имаме едно видување за добар граѓанин. Во Канада имаме друго видување за добар граѓанин, но меѓутоа овој социјален кредитен систем е наменет исклучиво за тотална контрола и луѓето да се понашаат онака како што централата сака. Во овој кредитен систем луѓето добиваат поени. Тоа се става на апликација. Таа апликација луѓето ќе мора да ја имат на својот телефон. Во Кина имаме ситуации каде што луѓе што го исклучиле својот телефон, поради ова што го исклучиле својот телефон, повторувам, се ставени во затвор. Затоа што според нив, ако телефонот ви е исклучен и ова апликација не може да ве следи што правите, што зборувате се, буквално се, значи според нив вие правите некои нелегални активности. И нормално сите овие работи се туркаат во име на народот, како тоа прекрасно е за нас, како тие ќе создадат поубав свет. Наводно цело време се зборува дека сега тие кешот ќе го тргнат затоа што немало да имат повеќе перење на пари, немало да има криминал. Сето тоа наводно во име за наше добро, наводно. Но меѓутоа сите тие знаеме дека тие работи од централата идат само за контрола на луѓето. И луѓето со овие три работи што ги дискутираме сега со Владко, сите ќе бидат поробени. Единствен начин луѓево морат да го сватат ова, да го научат, да се соочат со проблемот и после да одлучат што ќе прават. Јас одамна сум одлучил дека тие работи не ги прифаќам. Затоа јас лично немам банкарска сметка од 2019 година. Јас одам тотално децентрализирано и сметам дека секој еден човек треба да оди децентрализирано. Без разлика за каков профил на човек се работи. Дали тоа е некој мајстор, работник на некоја работа, дали е едукатор. Без разлика што и да сте, мора луѓето да се тргаат од централата. Затоа што ако останат сега за брзо време ќе бидат поробени и со овие работи, вклучувајќи и со ова што звучи многу апстрактно, но меѓутоа се случува. Еве сега веќе пробно го ставаат во Европа, во Канада веќе е воспоставено, пошто Трудо, нивниот премиер, Џастин Трудо, тој е дете од Светски економски форум. Затоа има податоци, можете сите да проверите. Премиерката на Нов Зеланд, тоа е дете на Светски економски форум. Сите тие се млади лидери од Светски економски форум. Односно, тие се тотално brainwashed, тие се тотално испрани и работат во интерес на овие централисти. Не работат за нас. Сега, премиерот во Холандија. Ние имаме веќе долго време брутални протести во Холандија. Фармерите имаат брутални протести, затоа што нивниот премиер Руте, што е исто така дете на Светски економски форум, тоа можете на официјалниот сајт да го проверат сите, спроведува кампања каде што сака на фармерите да им земе земјата. Намерно во цел свет се прави криза сега и допрва ќе има недостаток на храна во цел свет и ова е конструирано. И намерно се прави и луѓето, фармерите се тргаат од полињата. Или како во ситуацијата во Македонија, ги обезвреднуваат, им даваат денари и пол за јаболко, за откуп на јаболко и за други работи што луѓето, фармерите ги произведуваат. И фактички на друг начин ги тргаат од земјата. И што значи тоа? Тоа значи дека кога ќе ти ја одземат земјата, кога ќе ти ја одземат храната и кога ќе ти контролираат парите, ти си тотално роб. И ние ќе станеме преку ноќ робови, ако не се освестиме и ако не бараме друга алтернатива. Алтернативата мора да биде децентрализирана, друго чаре нема. Значи, со еден збор, со една реченица,
овој кредит социјален систем ќе биде врзан со вашето конто од дигиталната валута на Централна банка и ако некоја индивидуа не се понаша како што централата сака, владата кој што сака, тие ќе бидат санкционирани со бодови, бодовите им одат долу и со тие бодови ќе дојдат луѓе во ситуација каде што ќе не можат да си одат во продавница да купат јадење наосновно или да си платат превоз за било каде. Значи тоа се случува ден денеска. Во Канада имат забрана на одредени зборови каде што луѓето не можат да ги кажат. Ако ги кажат, ќе бидат казнети во Канада. Што за жал во Македонија луѓето многу живеат во илузија, мислат дека западниот свет е нешто прекрасно, но меѓутоа воопшто не е така. Трчаат за подобар живот, воопшто не е така. Посебно сега со ова што ќе се случи, робството ќе почне од најголемите центри и ќе почне од западот. Веќе во Кина е спроведено одамна, но меѓутоа ширењето во цел свет во ова нов вид на робство со помош на технологијата и дигитализација ќе се случи од западот, од најголемите центри. Апсолутно. Значи тоа е тоа што накратко би го кажал, навистина има доста многу да се дискутира на овие теми. Немаат крај. Сега сакав малку да направиме на овие работи сите што испомнавме. За ова сега што се случува со дигитален идентитет, CBDC, дигитална валута на Централна банка, социјален кредитен систем и ова историја што ја спомнавме. Да ги конектираме работите, Владко, што како иде ова, од кај иде, што иде? Конекцијата е многу едноставна. Само треба малце да се обидиме да гледаме поголемата слика. Значи, социјален кредит, кога ќе се направи експериментот, не сме ни свесни дека сме учествувале во него. Тој експеримент беше спроведен и во Македонија, уште трае и мислиме дека е нешто друго. Например, денес, освен возачките дозволи поврзани со возењето, што друго се има? Во Македонија се има таа возачка книжка, во која што се запишува што? Се запишуваат негативни поени. Ако постигнете одреден број на негативни поени, ја губите возачката дозвола. Што значи по одлука на некој авторитет, да речеме правите, не знам, 3 преминувања на поголема, да речеме, брзина. Нешто што е казниво со, не знам, известна сума на пари, што е прекршок, но освен тоа не сте направиле нешто друго. И сте го направиле 20 пати, тие 20 пати се доволно да ви ги одземат сите поени, што значи некој докажува со тие 20 пати дека вие понатаму не сте во состојба да возите. Значи тоа е практичен пример на спроведување на овој систем, а подоцна, како што кажа Ди, тоа ќе биде спроведено на секој аспект од нашиот живот, дали професионален, дали приватен и така натаму. Она што во иднина, како што реков и во претходните работи, ќе биде многу важно е тоа што економијата ќе биде базирана на ресурси. Кој ќе живее во град, кој ќе живее во големо место, ќе биде сведен на апсолутна зависност од сево ово што го кажувавме. Градовите се трансформираат да станат паметни градови, нашите домови се трансформираат да станат паметни домови. Што значи паметен дом? Ако треба се лечиш, докторот ќе те лечи по мејл или по Skype или по WhatsApp дома. Ако треба да си купиш лекови, ќе си ги купиш онлайн, ќе ти стигнат дома. Поголемиот дел од луѓето што работат во администрација, услужни или не знам какви работи, нема да одат на работа, ќе работат од дома. Ако направите некој прекршок, ќе имате таков систем на врати и прозорци и затворската казна ќе ја одлежите дома. Да. Без разлика дали сте правишно или неправишно осудени. Како значи, за короната што бевме сите во куќен притвор, нели, без никакво прекршок. Дали можеме да функционираме. Да. Тоа што велам, тој систем кој што јас го обработував на почетокот на работата со каналот Татунчев, видеото се вика дигитален тоталитаризам и тоа е тоа. Неколку термини се, the Internet of the Things. И си имам да прашам, што е the Internet of the Things? Гледајте ги видеата на Мичу Како и неговите предвидувања за иднината, тоа е тоа. Значи нема да има потреба да одиме на лекар сега и со лекарот тука нешто те пипка, кадете. Не. Вели секој утре кога ќе одите во тоалет,
значи, ова се зборови на Мичу Како, најпознатиот теоретски физичар моментално во светот, вели, веќе школката ќе биде создадена со редица сензори кои што ќе го анализираат содржината на вашиот измет и врз основа на тоа ќе ви даваат совети, односно ќе ви даваат медицински совети. При тоа ќе бидат во комуникација со фрижидерот, а фрижидерот во комуникација со веќе школката ќе ви прави список на работи кои што треба да ги јадете и пиете, затоа што така ќе живеете здраво или не знам како. Значи, ова, колку и да звучи бизарно, ова е таа дистопија која што се спрема. Разликата која што мислам дека, значи, сепак ќе превагне потребата кај луѓето да се ослободат ова е тоа, дека ќе се оттргнат од овој систем, ќе живеат во близина на предсе земја, каде што ќе може да одгледува сопствена храна, каде што ќе можат да имаат енергија доволна за обскрбување на домот и одржувањето на таа мини економија, начини за рециклирање на дождовница или ако се има извор на питка вода, исто така многу важно. И што е најбитно, треба конечно да сватиме дека сегашниот начин на живот е многу лош, затоа што живееме во едно конзумеристичко општество. Секоја една работа, например, имаме едно пенкало. Своевремено, кога бевме деца, се менуваа работите внатре, значи делот со мастило, додека пенкалото остануваше исто, додека може да се користи. Сега купуваме сет од пенкала кога ќе така се направени, значи кога ќе престанат да пушуваат, мораме да ги фрлиме. Се што купуваме, например, 1 кило патлиџани, во кило патлиџани има минимум 3 пластични пакувања во него. Дали етикета, дали мрежа, дали пластично канче и така натаму и така натаму. Ние патлиџани купуваме секој втор ден, да речеме, во лето. Значи, сето тоа мора да се избегне, мора да се оди не на рециклирање. Рециклирањето е штетна работа, затоа што постоја треба да се употреби енергија за да се врати во некоја првична форма. Туку реупотреба, што значи стаклена амбалажа, работи кои што можат да траат подоцна, можат да траат подолго. Нешто што оддавна не се употребува. Пример, во почетокот на автомобилистичката индустрија, во Форд фабриката имаат направено автомобил кој што бил целосно изграден од конопни влакна. И бил буквално неуништлив. Го дирале со чекани, со не знам што, не се кршел. Фактот дека не се произведуваат такви автомобили покажува дека ние мораме постојано да црпиме минерални, метални делови, мораме пластиката за внатре, значи мораме да ја користиме природата до максимум и да загадуваме за да сето тоа се одржува. Да не зборам за можностите за чиста енергија која што нема врска со електричните автомобили, затоа што ако ние користиме најголемата лага што постои. Ако користиме валкана енергија за да произведеме електрична енергија, лицемерно е да користиме електрични автомобили. Значи, она кое што јас го гледам како решение како што кажа ти, апсолутната децентрализација и прикрепување кон блискост кон ресурсите кои што се потребни нас и вмрежување во систем на истомисленици или на луѓе кои што го имаат овој отворен ум да одат кон една нова економија која што ќе биде базирана на земање од природата, но и давање истовремено, така што балансот никогаш нема да биде нарушен. Тоа е моето мислење. Апсолутно. Тоа може да се спроведе само првен со зголемување на бројот на луѓе кои што размислуваат различно од естаблишментот и поврзување на тие луѓе. Да го доврзиме биткоин во врска со ова, значи и да привршуваме. Види, јас мислам дека сега, сигурен сум во ова, и времето веќе почнува да го покажува тоа и во овие, мислам, круцијални ќе бидат овие 5 години. И во овие 5 години ќе видиме може да се случи тотална трансформација и овде светот да постане еден голем логор, како што е во Кина. Значи, за сите овие работи што изборуваме и што сега се спроведуваат во западниот демократски свет, веќе се имплементирани во Кина до крај, до секоја нишка што го зборуваме сега е имплементирано максимално. Овие работи, секој еден што ги следи, мора да разбере дека
Мора прво, значи, што викаме, значи за нешто да најдеме да решиме некоја работа или да направиме нешто добро во иднината, што треба прво? Прво треба ние мора да му погледнеме на проблемот во очи. Значи доста е со тоа бегање и доста е со оваа дистракција, без разлика од кој сектор иде, дали е тоа мода, музика, без разлика. Ве молам, луѓе, значи за сите, намалете малку на дистракција, исполете се право, погледнете право во проблемиве што се случуваат. Значи, буквално централистите сакаат да не поробат, сакаат да не ја одземат земјата, сакаат да не ја земат храната. Ова е многу круцијално. Овие години, јас мислам дека човештвото има една фора од една година, само една година, повторувам, каде што може да промени нешто и да ги одбие овие централистички работи, ама тоа може да се случи само делување на децентрализиран начин. Како? Еве сега вака, јас на сите им предлагам една иста работа. Знаеш која ќе им кажа на луѓето, треба престанеш на работа и ти ќе речеш, па како ќе живеа сега, јас знаеш плата зема од таму и така натака. Дај да се вратиме на базичното. Дај да се вратиме на природното. Секој еден човек е способен за одредена работа. Јас сум убеден, нема човек што не е способен за ништо. Има луѓе што имаат способност за одредени работи. Дали е некој нешто мајстор, дали некој едукатор, без разлика кој што е. Луѓето мора да разберат дека треба да ги напуштат централите, треба да ги напуштат и банките. Ние имаме сега прв пат во историјава на човештвото од 2009 имаме можност за свој монетарен систем децентрализиран. Тоа се криптовалутите начело со биткоин. Ако луѓето ова го сватат, само ова да го сватат, дека е така, можат тие да учат на ова тема и да се огледаат самите, ќе се огледаат дека ова што го зборуваме е факт. Ако ние тргниме таа зависност од централата, со тоа ние можеме да ги победиме овие глобалисти, што јас ги нарекувам исто така психопати, затоа што тие сакаат само да наметнат болка на сите луѓе и сакаат тотална контрола. Тоа дефинитивно не е хумано и не е нормално, нели? Така. Ние што можеме да направиме? Јас велам вака, купувајте луѓе земја. Купувајте земја. Купувајте биткоин, купувајте злато, купувајте сребро. Тоа е единствен начин да се тргнете од централата. Почнете да ја произведувате својата храна. Еве најпрост пример сега ќе ви објаснам. За овие што викат како да ја напуштиме работата. Многу едноставно. Еве во Македонија колку е сега просечна плата? Не знам, 400 евра, не знам, тука негде отприлика. Така, јас сум сигурен дека е на нива од 1000 квадрати, каде што можете да посадите се. Македонија е многу богата земја. Македонија нуди се. Посадете, верувајте, од 1000 квадрати, 2000 квадрати, ние имаме ниви насекаде, без пари се продаваат. Селата се запустени, затоа што некој ги излажа луѓето, им кажал дека треба во град. Тоа знаеме дека идеме од комунизмот, тоа е наследено. Тој марксизам и така натака, што се многу погрешни идеи. Сега, луѓето морат да се вратат на земјата. Мора да се вратат на земјата ако сакаат да го зачуваат своето достоинство и да избегнат робство. Тие што ќе бидат во градови, поготово во големи центри, во западниот свет, тие ќе го искусат први робството. Тие што ќе бидат во планини, тие што ќе бидат во природа, настрана од таа наречена цивилизација, тие ќе бидат единствени што можат да се борат против ова централа во смисла да не бидат поробени. И исто така, луѓето, ве молам сите да разберат, значи, парите, овие книги, хартии, тие не се пари. Не се пари тие. Пари е злато, сребро, биткоин. Тоа е пари. Овие не се пари. Вие можете, јас лично, немам банкарска сметка од 2019, не работам за никого, немам шеф од 2019 година. Зошто? Затоа што јас сум одлучил уште преходно од 2017 да бидам децентрализиран,
па сум дошол до 2019 да можам да се тргнам од централата. Секој еден тоа може да го направи. Секој еден може да го направи. Пример, некој е добар мајстор, тишлер, работи сам, одам кај Владко, работам, или кај мене ќе дојде, ќе добие пари на рака, или златник ќе му даеме, или ако уште попаметно, ако имат ход волет, ама децентрализиран ход волет, не централни менувачници, ход волет, да си пратиме таа вредност на пари како биткоин, пример, за размена. Затоа што тоа е децентрализираност, кога ние правиме размена, а не преку медиатор, преку централата. Луѓето ова мора да го разберат. Се додека одат медиација преку централа, односно преку банки, тие се зависни од централата. Кога тие ќе скинат таа централа и одиме од човек на човек лично, тогаш ние можеме да бидеме децентрализирани како што е природата и ние можеме да победиме. Многу е едноставно, не е ништо сложено, само треба луѓето да погледнат на оваа ситуација сериозно, да намалат со таа дистракција што ја имат секојдневно и повеќе да се едуцират во ова што се случува, затоа што ќе ги афектира сите. Јас многу луѓе кои ќе им кажувам, во Македонија има доста луѓе што викаат Македонија нема тоа да се случи, ќе биде касно. Нема да биде така. И Македонија ќе биде засегната. Значи, Дарко, последна работа која што ќе стави еден шлак на себе овај системот политички кој што ќе биде актуелен со себе ова што го збориме, затоа што во последниве 100 до 150 години се експериментираше со три. Се почна со демократија, каде што имавме републики демократи, уставни монархии. Подоцна, во раниот 20 век се појавија два екстремни системи. Едниот е нацифашизмот, како екстремно десна варијанта, и другата беше советскиот комунизам, болшевизам, кој што подоцна или зафати добар дел од светот преку Источна Европа, Латинска Америка, Далечен Исток и така натаму. И она што беше невозможно кај сите овие системи, затоа што за да се оствари било кој од овие системи беше потребно ангажирање на многу голем административен апарат кој што подоцна паѓаше под сопствената тежина. Значи, дали беше тоа нацифашизмот, каде што мораше репресиите да додат преку многу војска, многу полиција, многу тајна полиција, многу се. А само мала дефиниција, фашизмот е многу, да речеме, популарен начин на владење, дефиниција дадена според Мусолини, кој што е првиот фашист во историјата. Тоа е силна авторитарна држава поврзана со силна корпорацијска моќ. Нешто што денеска, каде да се завртиме, во која голема развиена држава да се завртиме, го гледаме. Значи, тоа е едниот систем, другиот систем е источниот комунизам, каде што државата е таа која што поседува и политика и економска моќ, и поединецот само треба на големите собери да ракоплеска и да биде апсолутно послушен. И третиот модел е демократијата. Тоа што ќе го имаме во иднина ќе биде од демократијата ќе се земе моментот дека ќе се оди на некакво гласање, кој што најверојатно ќе биде дигитално, или што не е битно за кого гласаш, тоа како кај Симпсонови, ти гласаш за едниот, системот ќе го припаќа за другиот, битно да гласаш. Нацифашизмот ќе биде спроведен таму, каде што ќе имаме силна корпорацијска моќ, и денеска веќе ја имаме таа корпорацијска моќ, а од комунизмот ќе се прифати делот кај што обичниот човек не треба да поседува речиси ништо. Ќе немате ништо и ќе бидете среќни. И сето тоа ставено во една обламда ќе биде новиот, јас го нарекувам дистописки систем на кој што единствено можеме да се спротивставиме првим. Треба да имаме многу во број, да размислуваме дека тоа оди во тој правец и да градиме еден алтернативен систем на тоа, и не само во таа смисла дека некој треба да отиде да живее на земја. Треба да бидеме соединети, на ниво на политичко действување. Такви, да речеме, исчекори прават во добар дел на земјите, например, како што е
доктор Рајнер Фулмих, кој е еден голем поборник против новиот светски поредок, така да кажем, или против длабоката држава, што значи тој го кажува тоа дека треба да се влезе во политиката и да се оди во правец на градење на подобро општество. И сега знам дека во секоја држава има по некој локален проблем кој што е не вештачки изграден проблем кој што се фрла неприродно наметнатена. Во прв план се наметнува како нашите проблеми со соседите се останат, значи или проблемите на соседите со нас се едно од кој проблем, значи луѓето забораваат дека се гладни, се занимаваат со тој проблем и на крајот на денот сваќаат дека тоа што некои големи центри на моќ одлучиле да го прават ќе се прави. И ние ќе бидеме скарани со нашите соседи само заради тоа што нивните политички елити успеале да бидат помоќни од нашите политички елити, а народите едни со други немаат ништо врска и затоа ние остануваме со горчливото чувство дека сме некако измамени. Но ако се поврземе без разлика на националност, без разлика на религија, на боја на кожа или се останато, сексуална определба, без разлика на род и така натаму, кога ќе сватиме дека сме сите луѓе кои што треба да имаме пред се емпатија, човечко чувство, дека колку имаме право да бидеме сега овде да живееме овој живот ние, така и другите имаат право, што значи мораме да градиме општество во кое што ќе биде изводливо се во ова. Владко, ние сите ние луѓе сме едно. Луѓето треба да разберат дека ние сме сите едно, доаѓаме од еден извор. Ние сме мултидимензионални суштества, сите сме поврзани и покрај тоа што ова наука не лажи дека се е различно. Сепаратизам е најголемата лага што постои. Се е поврзано како што е во природата. Значи буквално ние сите сме поврзани, но меѓутоа поради тој brainwash, та машина што се случува уназад илјадници години, луѓето живеат во илузија дека се поделени, дека се различни и се ставаат тие етикети како црно, бело и така натака, но меѓутоа кога луѓето ќе разберат дека сите ние сме едно, дека ти си ја и обратно, и ние сме само еден вид на експресија, на моментално живење, ние сме само еден вид на експресија, што е живееме моментално во ова наречено како живот во 3D. Затоа што тоа ова кое ќе го разбереме, дека сите сме едно и дека треба да се гледаме како себе си во огледало, кога јас те гледам тебе, без разлика за кој човек станува збор, да имаме таа емпатија што рече и тоа разбирање дека ние сме едно, дека не треба да се делиме, апсолутно нема потреба да се делиме. Природата, како што гледаме, можеме да видиме различни дрва, различни растенија, сите тие се различни, сите тие се уникатни, но меѓутоа сите тие се во симбиоза заедно и немаат проблем еден со друг. Така да сите треба да разберат дека сите овие поделби се само наметнување на централистите, на истите тие што сакаат да не поробат и тие намерно го прават ова, тие така наречени секакви поделби. Така, ние можеме ова да го продлабочиме во некој друг подкаст, за да не биде премногу долг. Овој секако. Да ги потсетиме нашите гледачи на двата канали, значи на Токен Падок и на Татунчо, дека за ова наша работа, значи за ова споделување информации е многу важно за нас, за да можат видеата да бидат гледани, е важно subscribe, важен е по некој лайк, коментар на видеата и споделување на нивните социјални мрежи, а сето ова што го спомнав, нагласувам е бесплатно. Значи, една моја молба, претпоставам ќе се придружиш на неа и ти, и тука јас мислам дека темите за денеска кои што ги имавме договорено ги исцрпивме. Да. Владко, навистина ми е мило што подискутиравме, го направивме, да речеме, овој разговор и се надевам дека на доста луѓе им разјаснивме некои работи, им дадовме и вметнавме некои убави идеи и се надевам дека повторно ќе се видиме и повторно ќе дискутираме за исто така актуелни теми. И уште еднаш ти благодарам, значи, што беше дел денеска од ова. Навистина прекрасен разговор, мило ми е и се надевам дека повторно ќе се видиме. И исто така сакам да ги поздравам сите
сите што не следат и на Токен Падок Македонија и на Татунчо каналот, нека не следат, subscribe и ние секогаш имаме интересни теми. Владко, знаете сите веќе, тој одамна ги обработува овој сегмент на теми. Јас повеќе сум на крипто, но меѓутоа кога станува збор за ова што треба сите да го гледаме, ние сме сплотени тука и исто или слично размислуваме. Ви благодарам на сите што гледавте и се надевам дека за скоро време повторно ќе се видиме и ќе дискутираме на исто така различни и убави теми. Благодарам. Благодарам. Hvala.